Летова јавното предпријатие Исар Штип се соочува со досега невидена кражба на вода. Диви приклучици има на сите страни од градот, а поради што загубите се големи. Просечната загуба на вода која што има јавното предпријатие е околу 60%, но тоа е главно од застарената водоводна линија и губењето на вода во самата водоводна мрежа. Од дивите приклучоци не може да се направи точна анализа, бидејќи не ги знаеме колку се наброи и ги откриваме, значи, дали по анонимни пријави или по откривање на нашите служби. Така да и тој процент не е мал, меѓутоа не може точно да се каже. Ургентноста на проблемот Исар го принуди на брза реакција, контрола и санкции. Ние постојано, односно секојдневно водиме мака и борба со тие диви приклучоци, инаку и со измените на кривичниот законник, тие диви приклучоци се сметаат како кражба на вода и доколку откриеме див приклучок, ние сме должни истиот да го пријавиме во надлежните органи и за истиот прекршител на законот фактурираме една година наназад просечно колку плаќал вода. Ова го предвидува законот. Дали според граѓаните ова е доволно и што тие мислат за висината на санкциите? Штедам колку може, тоа е и за нас. Колку помалку толку ќе платим помалку. Штедеме. Вода дали штедам? Јас сакам да штедам вода, ама да се прашаме колку се краде вода, у другите куќи не знам. Тоа треба малку да се размисли. Кражби на вода имало и досега, но годинава тие се најболни, бидејќи водата Исар сега поради покачувањето на цената на струјата го чини неколкукратно повеќе. Таа од сега треба да се штеди повеќе од било кога, потенцираат од предпријатието.